Министерката Ноем им се заблагодари на таа земја и нејзиниот претседател што ги примиле терористите и ги затвориле. Министерката Ноем го посети затворот во кој американските власти неодамна депортираат 238 венецуелци. Посетата покажува дека претседателот Трамп не планира да отстапи од својата имиграцијска политика и покрај судската забрана, потврдена од апелациониот суд, спречувајќи ја депортацијата на венецуелците од американско тло според законот за непријателски странци од 1798 година. За време на престојот, таа ќе се сретне со претседателот на Салвадор, Наиб Букеле, сојузник на американскиот претседател Доналд Трамп, кој го основа Центарот за притвор за терористи како дел од сопствената кампања против криминалните банди во Ел Салвадор. Иван Нисов, кој се лекува во Полска од болницата, изјави дека е добар, а неговата состојба е смирена. Тој рече дека кога стигнал таму по пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, имал проблеми со дишењето. Смирена ми е ситуацијата, имав проблеми со дишењето. Кога дојдов во Полска, докторите ми кажаа дека сум бил прочистен внатрешно, примав инхалации, уште примам. На инхалации и кислород сум цело време. Инфузии примам, некои нивни лекови и фала му на Господ сега за сега, подобрена е ситуацијата, изјави Нисов. Туристички автобус излетал од мост во северна Италија и паднал под височина од неколку метри во реката По. Властите потврдија дека 55-годишниот возач, кој бил сам во возилото, починал на местото на настанот. Локалните медиуми објавија дека сведоците виделе како автобусот ги пробива бариерите на мостот Пјаца Виторио Венто во Торино, Италија, пред да падне во плитките води долу под мостот.